Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, во денешната епизода ќе обработиме една од најпознатите Исусови параболи, она за изгубениот син. Кога фарисеите сватија дека околу Исус се собираат цариниците и грешниците, тие почнаа да негодуваат против него. За нив тоа беше доказ дека Исус не постапува како што треба. Но Господ Исус сакаше да го разобличи нивниот погрешен начин на размислување и да им даде до знаење зошто ги прима кај себе цариниците и грешниците. Ке го прочитаме вториот стих од глава 15. Таму се вели: но Исус им ја кажа оваа парабола и рече. Лука пишува дека Господ Исус кажа парабола, но всушност таа парабола се состои од 3 дела, и тоа параболата за изгубената овца, параболата за изгубената драхма и параболата за изгубениот син. Како и во многу други случаи, параболата која Исус ја кажа е еден вид на одговор на случувањата и размислувањата на луѓето околу него. Оваа парабола, или ако сакате овие 3 параболи, се однесуваат како на грешниците, така и на религиозните водачи. Стихови 3 до 7. Кој од вас, ако има 100 овци и ако загуби само една од нив, нема да ги остави останатите 99 во пустината и нема да ја бара загубената се додека не ја најде? А откако ќе ја најде, ќе ја крене на рамо радосен и кога ќе дојде дома, ќе повика пријатели и соседи и ќе им рече: радувајте се со мене, зашто ја најдов мојата загубена овца. Ви велам, дека така и на небото ќе биде поголема радост за еден грешник кој се кае, отколку за 99 праведници што немаат потреба од каење. Кога Господ Исус зборува за изгубената овца и пастирот кој толку многу ја сака што е подготвен да оди и да ја побара и најде, тој покрај другото сака да каже дека самиот тој е добриот пастир кој ги бара изгубените овци. Така што неговите слушатели требаше да сватат дека секоја овца, односно секој човек, е вреден во неговите очи. Во Божите очи ние не сме само дел од толпата, туку тој го познава секој од нас и се грижи за секој од нас засебно. Забележувате ли како пастирот во параболата не ја казнува и тепа овцата која се изгубила, туку ја става на своето рамо и се радува бидејќи е најдена? Преку тој дел од параболата, Господ Исус сака да не научи дека тој навистина се радува кога оние кои застрануваат се враќаат назад кај него. Замислете, на крајот од параболата вели дека на небото е голема радоста за грешниците кои се каат. Зошто го кажа тоа? Затоа што фарисеите и другите религиозни водачи не се радуваа поради покајанието на грешниците. Како ние реагираме кога грешниците, особено оние кои нам не повредиле, се каат за своите гревови? Дали негодуваме или пак се радуваме? Потоа ја кажа и параболата за изгубената драхма која гласи: или која жена ако има 10 драхми и ако загуби една, нема да запали светило и да ја измете куќата и да бара внимателно се додека не ја најде? А штом ќе ја најде, ќе повика пријатели и соседки велејки: радувајте се со мене, зашто ја најдов изгубената драхма. Таква радост, ви велам, станува и пред ангелите Божји за еден грешник што се кае. Сега доаѓаме до третата парабола, онаа за изгубениот син. Стих 11. И рече: еден човек имаше 2 сина. Човекот во оваа парабола е слика за небесниот татко. Всушност, некои толкувачи на писмото велат дека ова не е парабола за изгубениот син, туку за таткото кој беше полн со љубов, а имаше 2 изгубени синови.
Ке ви кажам подоцна зошто верувам дека и двата сина беа изгубени. Стихови 12 и 13. Помладиот од нив му рече на татка си: татко, дај ми го делот што ми припаѓа од имотот. И таткото им го раздели имотот. По неколку дена, помладиот син, кога собра се, отиде во далечна земја и таму го потроши својот дел, живеејќи блудно. Таткото не го присили синот да остане дома, туку му дозволи да прави што сака. Знаете, Бог толку многу не сака, што ни дал слободна волја, да постапуваме како што сакаме. Ако Бог не создадеше нас луѓето без слободна волја, тогаш ние немаше да имаме избор дали да му веруваме или не. Но, во таков случај, нашата љубов кон него би била наметната и приморана, а не слободна. А ако љубовта не е резултат на слободната волја, тогаш тоа воопшто не е љубов. Помладиот син сакаше да го напушти домот на таткото, но и со себе да го земе делот од наследството кој му следува. За него домот на таткото не беше интересен и паметот му беше насочен кон далечните нешта, кон забавите, блудот, раскошниот и расипан живот. Можеби од некаде слушнал дека во некоја далечна земја има убавини кои во домот на татко му не постојат. Едноставно кажано, тој поверува дека тревата е позелена и поубава кај комшијата. Но, кога дојде кај својот татко да го побара својот дел од наследството, тој всушност сакаше да добие нешто што реално гледано му следуваше по смртта на таткото. Со тоа што го побара својот дел од наследството, тој индиректно како да му каже на татко му: не можам да чекам да умреш. Дај ми го уште сега, тоа што би ми го оставил после смртта. Господ Исус вели дека во далечната земја помладиот син живеел блудно. Не ни кажува што тоа значи во детали, но предпоставувам повеќето од нас можеме да замислиме за што станува збор. Стих 14. И откако потроши се, настана голем глад во таа земја и тој се најде во мака. Очигледно е дека овој младич беше многу наивен и доста неискусен. Предпоставувам Господ Исус сака да каже дека неговите пријатели беа близу до него се додека имаше пари, а кога остана сиромашен, сите го напуштија. Може би во таа далечна земја си нашол и жена, која исто така го напуштила кога останал без скршен денар во джебот. Знаете, Бог ни дава слобода да одлучиме што ќе направиме со животот. Ако сакаме да се оддалечиме од него, тој ќе ни дозволи, но исто така не предупредува дека кога сме далеку од него, ќе се соочиме со последиците од оддалеченоста од него. Одлуката е наша, но добро е да ги имаме во предвид и последиците од истата. Стих 15. Па отиде кај еден човек во таа земја и се погоди и тој го прати во своите полја да пасе свињи. Можам само да замислам каква била реакцијата на религиозните водачи кога Исус ги изговорил овие зборови. На евреите не им било дозволено да чуваат свињи, а овој млад човек одлучил да го прави тоа за да преживее. Очигледно е дека станува збор за некој кој го допрел дното. Од духовна и морална гледна точка, цариниците и останатите грешници кои го слушаа Господ Исус беа како овој млад човек. Тие го допреа дното. Како што младичот од параболата се занимаваше со чување свињи, односно со нечисти активности, така и грешниците се занимаваа со многу нечестни дела. Стих 16. Истраден беше да го наполни својот стомак, макар и со рокчиња што ги јадеа свињите, но никој не му ги даваше. Ова е многу добра слика на оние луѓе кои се оддалечуваат од Бог, од духовните богатства кои тој ги нуди и одлучуваат да живеат за светот. Таквите се како младичот кој го напушти домот на својот татко, дом каде имаше изобилие од храна и поради своеволноста се најде во фарма за свињи
каде и самите свињи се хранеа подобро од него. Сум слушнал проповедници кои велат дека оваа парабола се однесува на оние кои се уште не се Божји деца и не се спасени. Јас верувам дека параболата може да се однесува на тие луѓе, но имам и поинаков пристап на овој текст. Како што можете да забележите, младичот во параболата е син. Било да е дома или пак во кафана во далечна земја или пак на фарма за свињи во далечната земја, овој млад човек остана син на својот татко. Без разлика на се што направи, без разлика на сите негови погрешни одлуки, тој не го изгуби својот идентитет. Пред многу години некој го прашал доктор Хери Ример што ќе се случеше ако овој младич го изгубеше животот во далечната земја додека ги чуваше свињите. Доктор Ример одговорил: ништо, тој ќе умреше како син на својот татко. Сигурно човекот немаше да се претвори во свиња. Тоа е многу важно да го имаат на ум сите оние кои во минатото имале искрена вера во Бог, а сега можеби застраниле и тргнале по лош пат. Не верувам дека вие кои сте паднале во грев, одеднаш сте го изгубиле спасението и дека Бог веќе не ве гледа како свој син или ќерка. Но тоа што е многу важно е синовите и ќерките кои застраниле да сватат дека Бог се уште ги сака и ги чека да се вратат назад кај Него. Зошто да живеете во нечистотијата на овој свет? Зошто да гладувате за духовни благослови, кога истите ви се достапни кај небесниот татко? Една од главните одлики на Божите синови и ќерки е тоа што не сакаат да живеат во нечистотијата на гревот. Стихови 17 до 19. А кога дојде на себе си, рече: колку наемници кај татко ми имаат леп во изобилие, а јас пак тука умирам од глад. Ќе станам и ќе отидам кај татко ми и ќе му речам: татко, сгрешив против небото и пред тебе, и не сум веќе достоен да се наречам твој син, но прими ме како еден од своите наемници. Овој млад човек не беше слуга, туку син, и затоа кога во своите мисли планираше што да каже, тој знаеше дека може да му се обрати на татко му со татко, а не со господаре. Но, кога Господ Исус кажува дека младичот одлучи да се врати назад кај таткото, тој со тоа сака да им даде до знаење на грешниците кои го слушаат, дека во секое време можат преку покаяние да го возобноват своето заедништво со Бог. Синот одлучи да се врати дома, но како ќе постапи таткото? Според книгата Второзаконие, глава 21, стихови 18 до 21, таткото имаше право да го предаде синот да биде каменуван. Ќе продолжиме со читање на параболата. Стихови 20 до 24. Па стана и отиде кај татка си, и кога беше уште далеку, го виде неговиот татко и се сожали на него. Па потрча, го прегрна и го целива. И синот му рече: татко, сгрешив против небото и пред тебе, и не сум веќе достоен да се наречам твој син. А таткото им рече на слугите своји: изнесете најубава промена и облечете го, и дајте му прстен на раката негова и обувки на нозете. Па доведете едно сгоено теле и заколете го, да јадеме и да се веселиме, зашто овој мој син беше мртов и оживе, изгубен беше и се најде, и почнаа да се веселат. Интересно е тоа што доктор Џорџ Гил има изјавено: во параболата Господ Исус вели дека во домот на таткото луѓето почнаа да се веселат, но не кажува дали и кога престанаа. Верувам дека таа нивна радост се повеќе се зголемуваше. Патем, сигурен сум дека кога таткото го пречека синот на овој начин, синот дури и се покајал што порано не се вратил дома. Може би додека се враќал дома, во срцето не бил сигурен дали таткото ќе го прими. Ако знаете дека сте застраниле од Божиот пат,
сакам да ве охрабрам да се вратите назад. Немојте да се сомневате во тоа дали небесниот татко ќе ве прими. Тој ги прима назад кај себе. Сите оние кои со покаяние му пристапуваат. Забележете колку голема разлика почувствува синот во третманот кој го доби дома. Кога беше во далечната земја, луѓето го сакаа и почитуваа само кога имаше пари. Откако осиромаши, никој не се грижеше за него. Но дома се врати без пари, а сепак таткото го прими и многу му се израдува. Кога беше во далечна земја, сигурен сум дека лееше покајнички солзи, а кога се врати назад, плачеше од радост. Кога беше во далечната земја, никој не му понуди ни од храната која свињите ја јадеа, а кога се врати дома, неговиот татко заповеда да се приреди голема гозба. Знаете, навистина е голема разликата од третманот кој го добиваме од светот и третманот кој го добиваме од Бог. Кога сме во светот, ние живееме во духовна сиромаштија, а кога ќе се вратиме кај Бог, тој ќе не облее со духовни благослови. Иако радоста и веселбата помеѓу сите во домот беше навистина голема, сепак имаше една личност која не се радуваше за враќањето на помладиот син, а тоа беше постариот син. Тој е слика на фарисеите и голем дел од религиозните водачи, кои никако не можеа да сватат како Господ Исус може да ги прима кај себе цариниците и грешниците. Стихови 25 до 32. А постариот негов син беше в поле и на враќање кога се приближи до куќата, слушна песни и извици. И тогаш повика еден од слугите и го праша: "Што е ова?" А тој му рече: "Брат ти си дојде и татко ти закла сгоено теле, затоа што повторно здрав го доби." Тој се налути и не сакаше да влезе. Тогаш излезе татко му и го молеше, а тој му одговори на татка си и му рече: "Еве, ти служам толку години и никогаш не ја прекршив твојата заповед. И мене не си ми дал ни едно јаре за да се провеселам со моите пријатели. А кога дојде овој твој син, што го упропасти својот имот со блудници, за него ти закла сгоено теле." А тој му рече: "Синко, ти си секогаш со мене и се мое е твое, но требаше да се зарадуваме и развеселиме, зашто овој твој брат беше мртов и оживе, изгубен беше и се најде." Таткото сакаше двајцата негови синови да го возобноват својот однос. Интересно е тоа што во параболата Господ Исус не ни кажува дали постариот син попуштил и го послушал својот татко. Но очигледно е дека и двајцата синови беа изгубени, секој на свој начин. Од една страна, малиот беше изгубен во далечна земја, но од друга страна, постариот син, иако беше блиску до таткото, сепак, во одредена смисла, не го познаваше својот татко доволно добро. Пред многу години еден теолог изјави дека во оваа приказна има и трет син, иако тој не е спомнат. Третиот син е Божиот син, Господ Исус Христос, оној кој е без грев, оној кој не одлучи да оди во далечна земја, да живее во грев, и оној кој се радува кога неговиот брат ќе се врати дома. Тоа не е изгубениот син, туку синот кој ги сака изгубените синови и ќерки. Тука ќе го завршиме денешното проучување. До следното, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и
Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.